Здраво, Македонијо! Некогаш Европа беше ова. C'è una canzone italiana per voi insieme. Unite tonight. Победникот од 90-та година, Insieme Unite Europe. Да, важи. 24 години подосна работите изгледаа вака. And you have got to see, to believe, from the fading light of light, rise like a phoenix. Да, старата добра Кончита Вурст, Кончита Колбасо. Од 2014 и победникот од таа година, од име на минатогодишниот, на ланскиот победник, за последниот победнички имидж на Евровизија пред овогодинешниот турнир, кој е во тек. Ова е ланскиот победник, Немо, Немо, како од женски оркестар на времето, кога се облекува и нашиве актери ко Drag Queens. А ние, барајки го рипчето Немо во реката на Европа, наидовме на овој Немо со розе сукничка и тоа розе крзната што ги турил на него. Патот на нашите евровизиски интеграции застана тука. Сега ние треба да направиме веројатно некакви измени, можеби да ставиме ваква сукничка за да може да не пуштат на ваквите прекрасни журки. Каде не чекаат со одветно дотераните. Какво ще ни изпеете днеска? Ще ви изпея едно индийско диско. Напипай го в ръцете твои, нека то да си играе. Напипай го, сърцето мое, само тебе то желае. Напипај го по-европски. Од прилика тоа се пораките. Имавме, драги домакини, добри гости денес. Ни дојдова, тоест ни дојде председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. И тој дојде да не подсети джанам колку кошта влезот во Европската унија. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта е јасен. Македонија треба да го исполни договореното, односно да ги направи уставните измени за да ги почне преговорите за членство во Европската унија. Хај мајката, јасен бил. Добро, и премиерот е јасен. Тој денеска се сретна со премиерот, кој пак остана на ставот дека нема да прифати билатерални прашања да бидат дел од процесот. Видиш колку е фино кога сите сме јасни, а не како до сега, кога им се јадеше од рака при ваквите пораки на истите тие кои веќе те изневериле неколку пати и ти ветиле работи кои не ги испорачале. Но за тоа потоа, да се нурнеме ние во делчиње од денешните изјави. Ајде Кошта, кажи колку кошта она што Заевци и Тачевци заедно со Али Баба во негово покровителство го потпишаа. По средбата со премиерот Христијан Мицкоски кажа дека нема што да се договара и побара Македонија да го исполни она што веќе е договорено. Ама чеса, нешто не е јасно изгледа во ситуацијава. Ние имаме и име исполнето со предавства и сменето за да се исполнува договореното. Имаме и договор за заедничка историја, исто така полн со предавства, кој джанам ги затвораше односите со Бугарија. Па ништо од тоа не е исполнето. Што да исполниме понатаму? Може еден еклер, ако си за. Мислам кога веќе земавте да продавате боза. На својот став остана и премиерот. Ерес! Како тоа останува на својот став? Па нели сте ги слушале пресконференциите на Левица, СДС, ДУИ од месеците наназад, особено пред изборите, дека премиерот веднаш ќе го промени својот став по изборите лани пред една година. Ерес бре, како може да се обстои на национални позиции? Мислам, тоа е срамота. Нели? Ајде сега да се вратиме ние кај братот Кошта. Пред да го слушнеме патем од денес од Скопје, да подсетам дека тој беше премиер на Португалија, кога во јавноста проциркулира така наречениот португалски предлог за решавање на спорот меѓу Македонија и Бугарија. Еве подсетување и на овој предлог. Бугарија да изјави дека македонскиот јазик не постоел пред 1944 година и дека јазикот во сите идни документи треба да биде сметан во согласност со уставот на земјава. А од друга страна, Македонија да изјави дека македонскиот јазик бил кодифициран во 1945 година. Ова како решение за јазичниот спор го предвидува португалскиот предлог до кој дојде Канал 5.
Според документот, поделен во 4 анекси, се предвидува вакви посебни унилатерални декларации да издадат Македонија и Бугарија пред почетокот на првата меѓувладина конференција. Чиста работа бе, фер решение. Тие ќе кажат дека македонскиот јазик не постоел пред 44-та, а ние ќе кажеме што? Дека постоел од 45-та. Како е ова различно од бугарските позиции, дека македонци не постоеле пред 44-та, туку ги измислил Тито? Не знам баш, ама се сеќавам и на ова. Ден предходно, португалската државна секретарка Ана Паула Закаријаш во аудио снимка целосно ги струши македонските позиции во спорот со Бугарија, но и директно уди врз македонските идентитетски прашања, нарекувајќи го јазикот северно-македонски. North Macedonia, they had to endure a difficult negotiation with Greece. Remember that they changed the name of the country. And so it's very difficult because they are also connected with Bulgaria in terms of culture, in terms of language. So it has to do with the North Macedonian language being once part of the Bulgarian language and the cultural dimension of the two countries. Поврзани со бугарската култура и јазик. Северно-македонски јазик, кој некогаш бил дел од бугарскиот јазик. Идентитетот, бетон во португалскиот предлог, ама и тоа не ги задоволи бугарите, па го отфрлија откако нашиве го прифатија. А нашиве па го прифатија, бидејќи меѓу другото бил добар и ни го штител јазикот. Маречиќ повтори дека македонскиот јазик и идентитет не се ставени на преговарачка маса и за нив не може да се преговара. Она што го видовме во документот и она што го има во предлогот на преговарачката рамка, во ниту еден момент не го одразува ова што го кажавте вие. Значи, во преговарачката рамка е наведен македонскиот јазик без никакви додавки. Во предлогот исто така нема доведување на прашањето на посебноста на македонскиот јазик. Според португалскиот предлог, откако Македонија и Бугарија ќе ги достават декларациите и Европскиот совет ќе излезе со своја декларација, во која во третата точка се наведува дека Советот ја забележува позицијата на Бугарија дека терминот македонски јазик треба да биде сметан во согласност со уставот на земјава. Генијално заштитен беше македонскиот јазик и идентитет, нели? Тие ќе речат дека не постоел, ние ќе речеме постои од 45-та, а на крај ЕУ балансирано ќе заклучи дека македонскиот јазик ќе се смета во согласност со уставот на земјата. Се мисли на новотворевината Северџанистан со северџанистанскиот јазик. И Николче Димитров Патен беше убеден дека ова е топ решение. И предвидува унилатерална изјава на Бугарија во однос на нивната позиција. Значи, пристапот на португалскиот предлог во однос на македонскиот јазик е македонски јазик за ЕУ со унилатерална изјава на бугарскиот став од страна на Бугарија. Односно со негирање од страна на Бугарија. Добар предлог, браво. Бујар исто така беше ептен за и Зоран Заев, но во Софија не беа за, бидејќи нив не им беше доволно. Португалските предлози за надминување на спорот меѓу Македонија и Бугарија, кои денеска беа презентирани на бугарскиот државен врв, се неприфатливи за официјална Софија. Според информациите на бугарските медиуми, во предлогот е предвидено Македонија да се согласи дека македонскиот јазик е кодифициран во 1945 година и двете држави да дистрибуираат еднострани декларации за краткото и долгото име на Република Северна Македонија, како и учество на странски експерти во историската комисија. За Бугарија ова е спорно, бидејќи не се задира во сршта на проблемот, односно коренот на македонскиот јазик и идентитет, кој според официјалниот став на бугарскиот државен врв се бугарски. Види, недоволно им беше. Сакаа почиста позиција за да може да не дробат на ситно вето по вето, како што тоа го правеа години наназад. Плюс, предходно, предходниве наши велеа дека не се разговара за идентитетот никогаш, а самите преговори околу формулациите за јазикот, преговорите за заедничката историја, тоа се разговори за идентитетот. Но, окей, беше што беше. Од Португалија и предходно доаѓале, како например некакви лисабонски декларации, во кои се забрануваше воопшто да го користиме името Македонија. Па ете сме живи и здрави и македонци, барем најголемиот дел од нас. Значи и ваквите предлози не се исклесани на камен, како 10 Божји заповеди, па ни преговарачката рамка, иако огромен проблем ни направија Заевци, Тачевци и покровителот Алибаба со насилничкото прифаќање на истата и создавање на таа обврска. Сепак повторувам, таа не е исклесана во камен, иако овој португалецов како да сака да не убеди дека е.
Тоа што е договорено, нема што ново да се договара. Ова е одговорот кој го даде председателот на Европскиот совет Антонио Кошта за тоа дали може Македонија да добие гаранции за да ги спроведе уставните измени, повторувајќи го ставот дека следниот чекор на Македонија треба да биде исполнување на договореното меѓу Унијата и Македонија од 2022 година, односно уставните измени. It's clear what is agreed is agreed. We have nothing more to agree. And now we need to deliver what we have agreed, and there are no more room to ask nothing more to agree. Agree to disagree, Senor Costa. Always more room, како no room. You not Мојсие, Макрон and Радев, no Семокниот Господ. French-Bulgarian предлог, no 10 Божии заповеди, 10 commandments, јок. Ама кога веќе инсистираш на agree to agree, да се исполни договореното, еве малку флешбек. Cet accord dit de Prespa, cet accord du 17 juin 2018, permet d'avancer, d'envisager l'avenir. Vous aurez à choisir et à décider de modifier votre constitution ou non pour le rendre possible. À devenir la Macédoine du Nord que permet cet accord. Je m'engage fortement pour le oui et je crois très fortement que cet accord est bon. Се сеќавате кога Заев ветуваше дека уште името само да го смениме, откако претходно викаше дека името нема да се менува. Ама реши сепак да го менува, бидејќи само тоа и оп, влегуваме во НАТО, почнуваме преговори со ЕУ. Макрон и во кампањата се вклучи за референдумот. И не само тој. И се разбира, не сакам да се мешам во одлуката на вашите граѓани, но од собствено искуство можам да кажам дека ова е историска шанса која што не се појавува секој ден. Таа шанса која што една генерација има само еднаш. Овој 30 септември е историска шанса. Историска шанса да се самоизбришеме, ама не се самоизбришавме, референдумот пропадна, но пропаднатите политичари тргнаа повторно со сета сила и на мафијашки начин го сменија формално правно името на земјата. Џабе, пак добивме вето за Европската Унија. И тоа првото, за севте вака, беше од гаранторите на светлата иднина, која не чекаше, нели, ако го смениме името. И по безмалку 2 месеца од француското вето, Емануел Макрон откри дека во меѓувреме воопшто не омекнал позицијата кон Македонија. Beaucoup sont venus vers moi en me disant laissez ouvrir la procédure. On sait qu'on n'adhérera pas avant 10 ans. Mais on désespère une génération si on balade les gens en leur disant on vous ouvre la négociation, mais alors elle finira jamais. L'Europe sait faire, on le fait avec la Turquie. On pratique quotidiennement depuis 40 ans. Што да отвораме преговори, вели, кога знаеме дека нема да завршат како со Турција, а нема да завршат веројатно бидејќи Бугарија не признава македонци и ќе става вето. Затоа ако има можност воопшто да завршат преговорите, тогаш ќе ги отвориме. Нели, Макрон? И потоа дојде францускиот предлог. Се отвора историска можност, изборот е ваш, порачува до македонските граѓани францускиот председател Емануел Макрон во писмото кој денеска го објави француската амбасада во земјава. Макрон не тврди дека францускиот предлог е совршен, но вели дека тој ја внесува земјата во Европската Унија. Сега останува на вас, македонците, да се изјасните. Моќта да го смените текот на историјата од сега е во ваши раце. Нема да ви кажам дека овој договор е совршен. Ајде мајката, не бил совршен, вели. Совршен си беше. Ама за бугарите? Ами аз мисля, че там направихме нещо невероятно. За пръв път Бруксел взе българската позиция изцяло. Това се случи. Францускиот предлог за преговарачката рамка за Македонија е најдобриот досега, изјави бугарскиот председател Румен Радев. Сега, дека не е вака како што чувте, туку дека е совршен за нас, не убедуваа Заев, Маричич, Османи, Стево Пендаровски и сите останати. Се било заштитено. И ете го Макрон сега повторно, како и за името, без срам перде, без ролетни наместо перде, еве, повторно да не убедува дека само уште ова луѓе и готово. Во меѓувреме Заев 100 пати се фалеше дека почнуваме преговори, имаме датум, па втор датум, па петти датум, 100-ти датум. Му ветиле, му гарантирале се беше готово, 100 пати беше готово. Тоа го правеше особено пред избори, за да лаже народ и да го гласа. Овде Макрон инаку убаво вели, имате шанса да го смените текот на историјата, односно да си ја промениме историјата. Не лаже човекот. Еве за подсетување што зборуваше и францускиот амбасадор во Софија, откако нашиве гениалци подпишаа се што им беше побарано. Et l'idéal, effectivement, c'est que ces commissions d'historiens, elles s'entendent aussi, le moment venu, pour écrire des manuels d'école, des manuels scolaires, avec la même vision de l'histoire de la Macédoine du Nord et de la Bulgarie.
Заедничка визија за историјата. Волшебно. Ама не лутете се на човекот. Па Заев истото го зборуваше во Бугарија, дека сме същи народ, ист народ во превод. Во Скопје на БГНС им кажа во интервјуто дека имаме заедничка историја, не вкрстена, не споделена, заедничка. И таче им подпиша на крај исто така. Односно, самите во наше име, иако не сме им дали такво право, земаа обврска која народот не ја дозволуваше. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, ce sont des engagements qu'ils ont pris eux-mêmes, de changer la Constitution avec la perspective d'une adhésion à l'Union européenne. Si elle ne change pas la Constitution, les règles du jeu sont claires. Les règles du jeu sont claires. Ки, колку смешно. Инаку, како во францускиот предлог го заштитија јазикот кој претходно исто го заштитија во португалскиот предлог? Тоа ќе ни го објасни екс-министерката за надворешни на Бугарија во време на подпишување на предлогот, Теодора Генчовска. За официјалниот език на Република Северна Македонија изцяло се съобразяваме с решението на Народното събрание. България не признава техния официален език. Еве подсетување и на одобрувањето за францускиот предлог и ставот за јазикот на Бугарското собрание. Подобряване на предложените проект за преговорна рамка и проект на заключение на съвета с цел по-ясно отразяване на обстоятелството, че нищо в процеса на присъединяване на Република Северна Македония в Европейския съюз не може да бъде тълкувано като признание на Република България на съществуването на македонски език. Подсетување, луѓе, да ве подсетам, видовте, овој предлог беше одобрен и од Румен Радев како најдобриот досега, како прифатлив. А сега дозволете мало подсетување и на ликот и делото на човекот кој смета дека францускиот предлог бил добар, Румен Радев. Опитът на политиците в Република Северна Македония да градят идентичност на базата на фалшификациите на комунистическият интернационал, а не на историческата истина, са срещу интересите на гражданите на Република Северна Македония, които наистина желаят членство в Европейския съюз. И за това не трябва да допускаме легитимацията на македонизъм, на идеологеми от бивша Югославия и Коминтерна да намират място в Европейския съюз, защото те ще имат дългосрочни неблагоприятни последици за Съюза. Да мислим в дългосрочна перспектива за стабилността на Европейския съюз. Дете какво става с преброяването в Република Северна Македония. Защото към нас постъпват множество сигнали за нарушение. И това е поредното доказателство за безправието на македонските българи в Република Северна Македония, които не смеят да се заявят открито, че са българи, при положение, че тук над 120 хиляди са доказали с документ за произход, че те са българи. Това означава, че България трябва да продължава с политиката на вето за започване на преговори за членство, докато не получим ясни гаранции за това, което ви говорих преди малко. Властите в Република Северна Македония най-сетне трябва да признаят, че има македонски българи, че има българско присъствие в Република Северна Македония. Не от днес, не от вчера, от векове, от 1300 години. Че има българска история. И сега повторно се враќаме на тоа што било договарано, какви обврски биле преземени, кој што исполнил. После милион одстапки, после милион мамелешки, после пакување на сите бугарски барања во француски целофан и убедување од тогашните наши власти дека тоа е тоа, се е заштитено, мирна глава, иако истото го вика и после договорот за заедничка историја дека нема веќе отворени прашања со соседите, после куп лаги и дриблинзи на наша штета. Еве ти го Антонио Кошта, португалецот во Скопје со некои стари идеи. Кошта прито рече дека Македонија може да смета на него и на Европската унија за олеснување за да се сврти страницата и да се продолжи напред, додавајќи дека сега е време да се заврши следниот чекор. Тој отворли план Б за деблокирање на пристапувањето на Македонија кон Европската унија. We should not undermine the plan A. And we need to focus on delivering the plan A. What is agreed is agreed. How yes no бе, како да не.
План A. Планот А беше сменете име и терате луѓе, немајте га, или идентитетот никој не ви го пипа. Епа, план A не успеа. План A да бидеме плен за Радев и екипата и да ни прават што сакаат, со отворање проблеми, поради некакво наводно нарушување на човековите права во Македонија, кое не постои, додека пак тие се осудени 5-16 пати во Страсбург за истото кон македонците и го негираат. Извинете, тоа не може да биде план A. Планот А со Муртинац и Таче на Али Мачето подпишавте, не со македонците. Now we need to deliver on this point. We don't need plan B. We just need to deliver on plan A. Oh, but we need plan B. Ни треба и тоа. Како план Б кога докажано од плановите, а само нас не боли некако главата утредента. Особено што план А подпишавте со дунстерите, криминалците, бандитите кои не продаваа како на бувљак, како да сме пипер и патлижан, а не со вистински представници на народот. И тоа го знаевте. Па не може план А, демек страчка нема врачка. Освен ако не сакате упорно и упорно да покажувате врвно лицемерие, па додека, на пример, една јадна Украина, која нема 30% од територијата под свое владение, да оди на брзи шини кон Европската Унија, а Македонија да биде нарекувана тажната приказна на Европа. Зошто? Затоа што Румен Радев и останатите не може да прифатат дека не ја учиме историјата како што тие си ја напишале и замислиле. Не може да прифатат дека имаме собствен став, гледишта и право на идентификација. Не, тие би пре етноцид да ни направат. Таков ли план А, план А? Сори, мистер, дојде се прошета, пиеше кафе, имаше убаво време, добар ти пат. Ние имаме некој друг план. Домакинот на Кошта, македонскиот премиер Христијан Мицкоски, пак со став дека иако е постојано ја испреќа истата порака за испорачување на уставните измени, неговиот став е непроменет, односно дека без добра волја и испорака од Бугарија тоа е неприфатливо. Мицкоски при тоа остави простор за директни разговори со Бугарија за изнаоѓање на решение, но на неутрален терен во Брисел. Јас сум подготвен во било кое време, и таа подготвеност му ја пренесов на председателот Кошта, да дојдам во Брисел, дали во негово присуство на председателката фон дер Лајен, во било кое присуство да седиме да разговараме било кога и било колку да треба, за да дојдеме до заедничко решение, како и двете страни да испорачат. Тоа е компромис, кога и двете страни испорачуваат, а не кога само ние го јадеме. Таков план А по дома да се исчекаат во Португалија. Работите во Македонија се сменија, бидејќи сите претходно придонесувавте, сенјор Кошта, за такво нешто. Јеби га. Треба да го испорачаме план А, што е во мојот фокус. Според премиерот Мицкоски, тоа што го подпишала претходната влада на СДСМ и ДУИ во 2022 е направено со суспендирање на парламентот, а оваа влада тоа не може да го прифати, без да се види добра волја и пред Бугарија да почне да ги исполнува своите услови од договорот. Според него процесот е двонасочна улица, и ако едната страна континуирано испорачува, а другата ништо, тогаш тоа нема цел. Не можам никогаш да се сложам на било што поврзано со промена на уставот, ако знам дека една земја членка на Европската Унија се уште го доведува под прашање мојот мајчин македонски јазик и мојот македонски идентитет. Кога ќе имаме јасна позиција и од страна на Европската Унија и од страна на сите земји членки околу многовековниот македонски идентитет, јазик и околу вистинската желба да бидеме дел во европското семејство, но и почитување на европските институции како што е Европскиот суд за човекови права, тогаш јас сум тука подготвен да разговарам во секое време за се, да покажеме дека можеме и дека ќе годиме патот заедно. Благодарам, премиере, и поддршка. Ако инсистираат на нивните планови, без да ни уважат право на став и мислење, не мора да ја пееме таа песна, што ме враќа назад на почетокот, нели? Евровизија е во тек. Па ајде да се вратиме, да се подсетиме уште малку на тие вредности. Еве како им игравме едно време. Уствари, како тие гледаат на нас реално. Страшна песна, да се разбереме, од изборот за песна на Евровизија од Македонија 1998 година. И можеше дури и да победи тогаш во 98-та. Ако го пратевме гиш со овчарско-самовилската екзотика, ке ги очараше тоа европјаните. Плюс, војната се токмеше кај да е да ни дојде во двор
И може ќе се сожалеа на нас. Ама не, ние сакавме да се покажеме дека сме уфирцани, дотерани и на тој избор го пративме Владо Јаневски. Тој беше победник пред Гишта 98 на нашиот домашен избор. Владо отиде искапен, избања, значи, намирисан, со чисти гаки, со нови чорапи, тазечичка отворени, крема за коса, ноктите утрината сечени, брадата избричена 2 часа пред настап, ставена колонска вода се разбира, со краватата испеглана и мотиде бе. И со исто така да се разбереме, страшно добро шлагерче. Стој на зори со душманке, мајко не можа. Тоа сако, како зетна свадба. Инаку, да знаете, требаше и Владо да носи дизајнерско нешто како пратечките вокали на неговиот настап, ама отишол во Италија, чинам да си купи костум како за наматура, за да биде подопадлив веројатно за прекрасната Европа. Не може тој да носи традиционален дизајн во модерна интерпретација како пратечките вокали. Не може. Плюс уште една разлика има меѓу двајцата, меѓу Гиш и Владо. Гиш велеше изгреј, јасно сонце, а Владо пак заповеда не зори зоро. Страшни концептуални разлики. Ама им отиде дотеран барем, да е поприфатлив за таа европска естетика. И заврши на 19-то од вкупно 25 места од 25 учесници. Ни план A, ни план B, кога тенејке. Ова го сака како план A. Не сме безгрешни, но сме истински. Обичаме и тези, дето ни нападат. Планот А или планот Азис, може би, не сте безгрешни инаку, точно, и особено нам ни сгрешивте. А и на Гоце Делчев за волја на вистината, кој според вашите анкети и листи е многу подолу од Азис на листата на најважните личности во бугарската историја. Гоце е 53-ти на таа листа на 100 најважни бугари, Азис е на 21-то место. Мислам дека тоа доволно говори околу разликите и околу различниот идентитет, посебен идентитет меѓу македонците и бугарите. Нас ни е Гоце прв во химната. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со професорката Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја. Како и секогаш со неја имаме многу интересни мастер-класови предавања. Ви ветувам дека и вечерва ќе уживате. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. После бајаги време, на моje огромно задоволство, повторно во моето студио ја пречекувам професор доктор Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја, која што вечерва, како и многу пати до сега, на големо задоволство моје ќе ни одржи уште еден час. Добро вечер, Кате, добре дојде. Добро вечер, добре најдов. Секогаш ми е особена чест кога се јас од катедрава да зборувам на вечерното шоу, кога моите соработници ќе пројават интерес конкретен со одредена тема. Ти тука си феноменална, бидејќи кога ќе имаш некој концепт во глава, јас имам право само да слушам и да уживам, бидејќи секогаш откриваме некои нови интересни работи, ако станува збор нели за историската наука, меѓутоа ново и интересно, начинот на кој што ти тоа го презентираш и пакуваш е одличен, така да едве чекам да почнеме. Имаш право на воведни зборови. Како си, што правиш, да, се ли окей? Како оди работата, кај вас? Одлично оди работата, меѓутоа за тоа ќе зборуваме подоцна. Она што вечерва сакам да им го презентираме на нашите гледачи, тоа е еден дел од македонската историја и начинот на кој што ние како историчари работиме, за тоа што многу често имаме интервенции, да речеме, по медиуми или по
социјалните мрежи, каде што луѓе знаат не да не нападнат, туку едноставно, што работат овие историчари, зошто ова не е презентирано. Многу работи ние презентираме, меѓутоа, морам да признам дека нашиот народ многу малку чита. Она што е уште потажно, тоа е што ние во образованието не успеавме сите сознанија, односно многу релевантни сознанија од историската наука да ги внесеме во учебниците. Зошто е тоа така? Прости се што се мешувам. Затоа што ние дозволивме, ќе ми простат сите оние кои што пишуваа учебници, ние дозволивме нашите учебници да ги направиме сликовници. Повеќе да има сликчиња отколку текст. Тоа е во врска со оние Кембридж реформи, ете така. Фински програми или не, на финската програма е многу слична на југословенската. Тие многу убаво знаеа да не ископираат нас и сега тие имаат врвно образование, затоа што и ние имавме врвно образование, кое што се разбира сите оние што не сакаат да бидеме своји на своето, дозволија, односно се обидоа на секој можен начин со подплаќање на платеници, кои што за жал многу често ги имаме во историјата и кодаши, да дојдеме до ситуација нашите учебници да станат такви какви што побаруваа Кембридж и останатите системи. Меѓутоа, што е она што јас вечерва сакам да го кажам, тоа е начинот на кој што навистина ние работиме, затоа што секогаш сите знаат да напаѓаат, никој не знае како ние доаѓаме, да речеме колку оние трње што ги газиме, знаете, пераспера ад астра, од трњето до звездите, додека да дојдете до еден продукт како што е книга која што ќе биде нели издржана и која што утре другите никој не може да ја нападне затоа што таа е дозирана со документација. И токму затоа јас вечерва сакав да зборуваме за тоа како документите зборуваат. Меѓутоа, не е додека документите зборуваат, ние нив ги интерпретираме како историчари. Се разбира, да. Она што е многу интересно за македонската историографија, за сите мои колеги, не сите, ќе излажам, меѓутоа многу голем број од моите колеги, се толку ситничави, да речам, во својата работа, што секој еден документ и секој еден збор го ставаат на кантар, кога ќе одиме ние некаде во странство на некои си конференции, верувајте дека ги надфрламе. И во сознанијата, и во интерпретацијата, многу од оние извикани имиња, меѓутоа тие се подковани затоа што или поддржани затоа што и државата ним така штедро ги наградува и многу пари вложува во нив. Ние да ги имаме тие пари, мислам дека растор ќе направиме. Другата работа беше која што сме ја разговарале во минатите емисии, тоа беше катастрофалниот однос на Министерството за култура последните 7 години кон нас. Да. Значи, зборувам кон нас како историчари, не зборувам имено како за другите науки. Историјата не ми беше трн во око. Никогаш, значи, ние не успеавме со нив да се разбереме во тие 7 години колку е значајна историјата. Меѓутоа, од нивниот однос точно ни покажаа дека ним историјата им е сопка, за да можат да си ги реализираат сите оние планови кои што им биле или побарани, или за кои што биле... Како викаше Бисера Костадинска, до кога со тие црни... Да, меѓутоа забавната литература или забавните песни вам не ви значат корени. Корени можеби да бараме ние во македонската традиција, во македонската песна, во македонското. Меѓутоа, историјата вам ви е темелот на државата и вие ако темелот го изгубите, вие ја губите и државата. И токму затоа мене ми беше многу битно. Без идентитет немаш држава, точно така. Апсолутно. Мене ми беше многу битно да се видиме и да ја направиме оваа емисија, за да кажеме дека историчарите навистина многу работат. Ние имаме многу голема продукција, имавме, бидејќи нас, ви кажувам, последниве 7 години сериозно не стопира. Сега верувам, бидејќи имаме
и неколку состаноци на кои што ќе разговараме за идната работа на Институтот за национална историја и која што навистина според она што го видовме од програмата на новиот директор Митко Панов е респектабилно, навистина е многу убава и доколку сето тоа ние го реализираме, а верувам дека имаме капацитет како историчари да го направиме тоа, тогаш навистина ќе ја кренеме малце историјата на повисоко ниво и дека навистина македонскиот народ ќе се гордее со она што ќе го чуе и што ќе го знае за нас. Едно подпрашање само пред да влеземе во ова, да не ми остане непрашано. Околу наметнувањето на образование кое што ќе е поповршно. Тука постојат две тези. Едната е, сега ќе ти зборувам како јас сум го размислувал тоа, нели, како сум растал, слушајќи ги, нели, моите родители или другите повозрасни, кои што се фалеле или коментирале дека своевремено во ексију знаеле колку овци извезува Парагвај годишно. Односно, едната теза е дека човекот единката се обременувала со разни факти, податоци, кои што можеби во животот нема да ти користат, освен на квиз, ако не ти се падне прашање за овците во Парагвај, но од друга страна те учи да учиш, односно те става во еден меморираш. Калап, да меморираш. Така. Од друга страна, другиот концепт е, нема да ги оптоваруваме со непотребни информации децата, учениците, за да можат времето попродуктивно да го користат или па да се остручуваат во еден дел во кој што ќе покажат некој талент или некаков интерес. И се уште таа амбивалентност постои вака на ниво на филозофија кога дискутираме. Аплицирано кај нас значи дека наместо да ја учиме националната историја, која што е коренот на идентитетот, гледаме сликички, а сме во специфична ситуација. Мислам, оваа држава има идентитетски проблеми, односно оспорувања, откако е формирана. Не, ние одамна имаме, сега тоа ќе го зборуваме. Ајде да почнеме со она што сакаме да го кажеме, затоа што... The floor is yours. Thank you. Да почнеме веднаш со презентацијата. Она што... Може лаптоп. Она што сакам да го кажеме, ќе ни недостасува време на крајот доколку се размуабетиме. Значи, зошто го напишав насловот документите зборуваат? Затоа што кога ќе земете да исчитувате еден документ, вам ви се поставуваат најмалку 10 или 15 прашања, зависно од тоа каков е документот. Меѓутоа, тие прашања потоа вие треба да ги одговорите. Зошто? Затоа што за да го издиференцирате содржината на самиот документ, вие треба да ја образложите и треба да им кажете на оние на кои што сметате дека треба да им се презентира, тоа најчесто кај нас се колегите на симпозиуми и на конференции, и вие добивате фактички една целина, која целина не може вам никој да ви ја оспори, затоа што ви е издиференцирана до зборче. Сега, првата работа која што ја гледаме, тоа е еден документ кој што јас дниве, сакајќи на јавноста да ја покажам што тоа ние работиме и како читаме. Тоа е еден документ од 1943 година, меѓутоа пишува нарачно, кој што вие треба да го дешифрирате, односно да го расчитате. И сега, кога некој ќе ви рече што работиш ти 6 години, или 5 години, јас кажувам, јас ги расчитувам документите, затоа што ова вие не можете да го расчитате ако вие прво не ја знаете содржината, односно временската рамка во која што тој е создаден. Треба, значи, прво да знаете дека таму и таму се случило тоа и тоа, тие и тие луѓе биле. Треба да имате комплетна информација, за да можете, комплетна информација за времето на настанување на текстот, за да можете да го доловите. Овој текст конкретно, бидејќи јас го дешифрирав самата, така си го нареков. Ситно е напишано, не може ни да видиме, но ќе ни кажеш што содржи. Меѓутоа, сакам да го покажам затоа што ова е оригинал. И сега, кога овој оригинал вие и со лупа, и со се што ќе го читате, и ќе ги составувате буквите буква по буква, и на крајот ќе разберете дека тоа се материјали за тиранскиот затвор, за македонците како поминувале во тиранскиот затвор. Значи,
Документот е исклучително важен, исклучително интересен, меѓутоа повторно ќе кажам, не го презентирам овдека, не ја презентирам содржината, туку го презентираме документот само за да видат дека ние можеби и 3 дена да изгубиме читајќи еден документ од 2 странички, затоа што ова реално не се чита, не е читливо. На кој јазик е, на албански или на? Не, ова е на македонски и тоа е од областниот комитет. Ти знаеш совршено албански за тоа. Јас фала му на сите што ме учеа, ска проблем. И значи тоа е еден документ. Одиме на следниот документ. Следниот документ јас го донесов и физички овдека. Тоа е документ кој што е според нас како историчари напишан на многу убав ракопис кој што зборува за поделбата на Македонија и на Албанија меѓу Србија и Грција. Тоа е документ од 1899 година и всушност представува еден извештај до министерот за надворешни работи, односно председателот министер на Советот на министри и министер за надворешни работи Владан Ѓорѓевиќ на во српската држава, со тоа што во овој документ буквално пишува што е она што Грција го побарува, а што е она што Србија го побарува за поделба на Македонија и на Албанија. Тие ги делат, има во Албанија една река Шкумба, која што е пена фактички, и оди право хоризонтално, и тие сакајќи таа хоризонтална линија да ја задржат, одат до Битола. Битола им станува камен на сопнување, затоа што и грците и србите буквално сакаат да го владеат тој конзулски град на времето, нели монастер или Битола била. Би го сакале тие Битола. Многу ептен. И сега, значи, зборуваме за 1899 година. И сега ќе си речете, леле, одлично, јас овој документ го имам, 19 страни, прва лига, почнувам и го читам. Добро. Се сопнувате на третата страна, четвртата страна, затоа што половина од страната би е на француски. Затоа што во дадениот период, 1899 година, тогаш официјален јазик на дипломатијата е францускиот. И вие тргнувајќи сега да расчитате еден читлив текст, вие доаѓате до потребата на човек кој што вам тоа ќе ви го преведе, за да можете да ја склопите целината на текстот. Така е. И почнувате сега борбата, колку пари ќе ви земе преведувачот, дали ќе ви земе. Ние имаме таква среќа да навистина наоѓаме луѓе кои што нам ни помагаат и буквално еве до сега јас морам да признам, не сум платила човек кој што ми преведувал од француски. И тука пак ќе се вратам на односот на државата кон Институтот за национална историја. На времето имавме ние една колешка Дивна Симич, која што беше преведувач од француски јазик. Ние во секое време на нашата колега има француски, германски ги имаме и англиски нормално, затоа што во конзулите во Битола нормално од секоја држава од каде што оделеци ги испраќале извештаите на сопствениот јазик. А тие се најважните, извештаите, нивни таму е вистината. Апсолутно. Или не само вистината, туку таму се наоѓа и целата она продукција на или сет на нешта кои што треба да се направат за таа држава да има поголем успех во македонската средина. Зборувам, нели сега од нивен интерес. И сега доаѓаме, значи, до еден текст, сега ќе зборувам за тоа како ние ги составуваме документите, доаѓаме до еден текст кој што е наречен македонски буквар. Многу сакам да зборувам за тој македонски буквар, бидејќи многу малку народ знае за него и што е уште по-трагично, книгата е издадена и 2008 година, меѓутоа дури и некои од колегите од јазичарите не можеа да сватат како е книгата издадена, меѓутоа тие досега не чуле. Со секој, значи сега сакам да се оградам затоа што имаме 2-3 колеги кои што навистина работеа на тоа и често го спомнуваат. Зошто е тој македонски буквар битен? Се ќе ви кажам затоа што почетокот на моето истражување за овој македонски буквар беше од Климент Џамбазовски.
Тоа е еден македонец кој што живеел и работел во Белград, меѓутоа најубавите и за мене, зборувам сега, најубавите и најсодржајните документи кои што ги има тој објавено за историјата на македонскиот народ, всушност представуваат една ризница по која што ние не мора да одиме во Белград, а тој веќе ни ги има ставено буквално на тацна. Климент Џамбазовски има објавено неколку тома и за овој македонски буквар пишувал во, кажам дека тоа е граѓа за македонскиот за историјата на македонскиот народ, меѓутоа томот 4 е најзастапен овој македонски буквар. Потоа за него има пишувано и мојата колешка Силвана Сидоровска Чупевска во нејзиното дело Просветно-културните прилики во Македонија во 19 век, кај Блаже Ристовски исто така го најдов во македонскиот народ и македонската нација том 1. Трајко Стаматовски многу има напишан убав еден дел во одбрана на македонскиот литературен јазик. Слав Чоковиловски има пишувано за еден од пишувачите на тој македонски буквар. Така што ние читајќи ги сите овие работи доаѓаме до парцијални сознанија. И сега јас како историчар си викам, па добро, овој македонски буквар веројатно некаде постоел, веројатно некаде нешто се зачувало. Работејќи на микрофилмови, микрофилмот морам да кажам дека е еден од најтешките работи кои што ние како историчари ги работиме, затоа што вие треба да гледате едно мало сликче на еден екран. Сега доколку е подобро сликано, тогаш екранот ќе ви даде и по исцртана или по точна информација за тоа што е текстот. Меѓутоа може да биде малечко сликче, а вие кога ќе го зголемите апсолутно да нема ништо од зборот. Така што читливоста на документите е многу значајна за нас, ама ние се обидуваме пак секој еден збор кој што ќе го најдеме да го искористиме и да го поврзиме понатаму. Во целата таа моја работа во Државниот архив, кој што морам да кажам дека ми е многу криво што е во она чавкарница која што е сместен, меѓутоа ајде тоа друг пат ќе го зборуваме. Во Државниот архив има еден микрофилм кој што се однесува на македонскиот буквар. Добро. И заедно со колегата, тој фактички ми го посочи, Кирил Јордановски, и вика, еве ти го македонскиот буквар, вика, за кој што цело време прашуваш каде е, што е, го најде. И откако го најде македонскиот буквар, почнавме ние да чепкаме по луѓето кои што го работеле, како го работеле, зошто го работеле, и сега сето ова го зборувам не за да кажам јас колку сум работела, туку колку е макотрпна работата за да стигнете вие до оние корици, односно текстот во кориците ќе ги направите, меѓутоа суштината е внатре. Кога почнавме да работиме, првиот човек со кој што се соочивме беше Деспот Баџовиќ. Се Деспот Баџовиќ можеме да покажеме еден слайд, тоа е човек кој што е роден во Крушево. Добро. 1850 година, меѓутоа тој е ученик на Белградската богословија. И како ученик на Белградската богословија многу е навлезен во сите односно во потребата на српската пропаганда да присуствува што е можно повеќе на македонската територија, затоа што во тој период почнуваат и да се борат со бугарската пропаганда. Во 1875 година тој фактички, ајде да кажеме дека 1871 година отворил училиште во Крушево. Се враќа во Крушево и таму има 60 ученици, да, и заедно со неговиот брат тие биле учители. Во 1873 е учител нели во Битолската патриаршиска школа и секогаш имал проблем со тоа како она што тој го научил или го осознал во Белградската богословија да им го пренесе на македонските деца. Ништо не го разбира. Не знаеле српски. Не можел да искомуницира на јазикот кој што требало или сакал да им го пренесе. Она што него всушност му било најголем проблем, тоа биле книгите кои што ги користел, бидејќи тоа биле официјалните книги од српската држава. Затоа тој изел и напишал едно букварче
кое што е наречено буквар за српско-македонските основни училишта и кој што го бил дал на печатање. Меѓутоа, во тоа време, значи во времето, сега зборуваме 19-тиот век, 70-тите години, има во српската држава тоа се нарекува еден просветен одбор за училиштата и црквите во Стара Србија и Македонија. И главен на тој одбор бил Матија Бан. Матија Бан сепак не бил некој голем поборник за тоа да се изучува народното наречие, имајќи предвид Деспот Баџовиќ дека децата ништо не го разбирале на српски, се обидел на наречието на народот да зборува во букварчето со тоа што уфрлал нели српски зборови на кои што требало да се навикнуваат. Така го нарекува народно наречие македонски јазик? Да, македонскиот јазик си пишува дека е на македонски јазик. Меѓутоа, друго е поентата. Поентата е дека овој истиот Баџовиќ, кој што се покажал како профилиран србофил и како човек кој што би бил многу полезен за српската пропаганда, добива едно од поважните места во овој просветен одбор и тој станува, бидејќи се дели на белградски и врањски дел, тој просветен одбор, за да може да одговори на сите побарувања, врањскиот одбор во управниот дел го внесуваат и Деспот Баџовиќ. Деспот Баџовиќ фактички така станува еден од најголемите пропагатори на српската пропаганда во Македонија. Но пак ќе кажам дека македонскиот, претежниот македонски јазик кој што се застапува во букварчето бил пречка за да се објави од српската пропаганда. Во 1878 година почнува веќе Стојан Новаковиќ, еден од најголемите српски политичари, тоа е следниот слайд, да работи и да разработува идеја за тоа српството да може или на кој начин може да ја победи бугарската пропаганда. И сега Новаковиќ во 1878 пишува. Ајде сега малку читајте сега. Бидејќи бугарската идеја, како што на сите им е добро познато, фати длабоки корени во Македонија. Мислам дека е скоро невозможно таа да биде уништена ако и се спротистави само српската идеја. Се сомневам дека оваа идеја ќе може да ја потисне бугарската ако остане само како чисто и голо спротиставување. Затоа голема корист би имале од свој сојузник, остро спротиставен на бугаризмот и содржејќи во себе елементи кои ќе го привлечат народот и кои ќе бидат блиски на неговите чувства. Точно тие ќе го отцепат од бугаризмот. Како таков сојузник, јас го гледам македонизмот, или во известни промислени граници тактичко негување на македонскиот дијалект и македонските посебности. Ништо не може да биде толку спротиставено на бугарските тенденции, со ништо бугарите не можат да се доведат во понепомирлива позиција, отколку со македонизмот. Што ни кажува? Значи сега, јас многу пати зборувам за тоа македонизмот. Македонизмот е нивна измислица, меѓутоа македонскиот збор, односно македонското чувство е македонството, не е македонизмот. Да. Затоа што измот, тоа се одредени едни зборови кои што ви кажуваат дека нештото има завршка, не само конструкт, кој има почеток, има крај, како комунизмот, социјализмот. Значи се има одредено значење во одреден период и после го нема. Значи кај нас постои македонството, а не македонизмот. Македонизмот им треба ним за да остварат собствен еден дел, така што ќе постои еден дел македонизам, меѓутоа после ќе го правиме српство. Нема да биде македонизмот, она што е македонството. Така што самиот Новаковиќ, кој што е еден, повторно ќе кажам, еден од најистакнатите српски научници и политичари, во дадениот период
согледал дека не може никако поинаку да се реши српството во Македонија, освен ако не се земат во предвид децата. Децата треба ние да ги измелиме и да им кажеме дека во главчето тие не се македончиња, туку се српчиња. А бугарите користат вакви аргументи да кажат вас србите ви измисли, а напротив овде вика овде точно кажува дека македонството, македонците се сушта супротност во идентитетската парадигма на бугарите, дека само треба да им да се протежираат, сакаме да се ние да ги направиме срби, за накрај да ги направиме срби. Не направиле срби. Тоа е проблемот. Значи ниту сме бугари, ниту сме срби. Ете тоа кажува, да, Стојан Новаковиќ. И бидејќи Стојан Новаковиќ е многу исклучително влијателен човек, во 1887 година Новаковиќ заминува како представник на српската држава во Цариград. Во Цариград увидува дека има можност преку осмалиите нормално, доколку еден буквар се испечати во Цариград или во Солун, а не во Белград никако, значи да не биде тоа белградски конструкт, дека ќе може многу лесно да се помине таа бариера која што била во просветниот инспекторат во Османлиската империја, каде што не се дозволувале, наводно не се дозволувале книги кои што се печатени во матична држава за да бидат дистрибуирани во таа држава. Така што тие сакале да се испечати во Цариград и да испадне дека ете османлиските власти дозволуваат некое писание кое што ќе биде букварче и кое што ќе ги моделира македонските деца да не зборуваат на македонски јазик. Почнува сега, значи, битката за тоа кој ќе го пишува македонскиот буквар. Првите луѓе на кои што се обраќаат се Наум Евро, можеме да го видиме тука на следниот сайт. До сега го знаев само како улица во Тафталиџе, а сега ќе дознам и кој е човекот. Па добро, еве прочитај, ако сакаш да научиш. Наум Евров и Евровиќ е роден во Струга. Во првата половина на 19 век се школувал на Богословската школа во Белград, пошто бил назначен за практикант во Врањскиот округ. Родум македонец од Струга, како што самиот се подпишувал. Подосна емигрирал во Софија. Тука станал еден од основачите, член и секретар на тајниот македонски комитет од 1885 година, формиран како Сдружение на македонските студенти во Софија. Во текот на повеќе години, меѓу другото, се залагал за обновување на Охридската архиепископија, отфрлање на екзархијата и воведување на македонски јазик во образованието и администрацијата. Заслужена му е улицата во Тафталиџе. Дејноста на Евро е тесно поврзана со Коста Грубче, со кого остварил мощна и блиска соработка. Заедно се обиделе да започнат да го издаваат весникот Македонски лист во 1887 година на македонски дијалект, односно на македонски јазик. Уредник на весникот требало да биде Евро, а издавач Грубче. Двајцата напишале и испратиле две писма упатени до големиот везир на Османлиската империја и до странските конзули во Цариград, во кои се истакнувало дека весникот ќе му јавил на светот дека македонскиот народ е посебен во однос на другите балкански народи и дека има своја историја, нарави и обичаи. Ете така, значи тоа е Наум Евро. Вториот човек кој што пишува е Коста Грубче и сега Коста Грубче е... Ајде, ево го Коста. Коста Ангелов Грубчев. 1849-1907 македонски национален деец, борец за македонската национална самостојност, еден од првите македонисти кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. При што овде под македонисти подразбирам човек кој што го изучува македонскиот јазик. Ќе докажеме. Тој е еден од организаторите на македонскиот таен комитет во Софија 1885, кој од бугарските власти бил окарактеризиран како сепаратистички, бидејќи се залагал за самостоен културен и политички развој. Со цел српската пропаганда полесно да се инфилтрира во Македонија. Во Белград во февруари 1885 година бил одржан собир на србо-македонците. Тие побарале соработката на македонски патриоти незадоволни од екзархијата и патриаршијата, нудејќи им ја својата поддршка. Врз основ на оваа соработка, ова на Новаковиќ идејата веќе се реализира така. Во 1886 година во Цариград од македонските интелектуалци било формирано Друштво на србо-македонци. Ете така, значи тој Стојан Новаковиќ, кој што е многу бистар и многу упатен,
ги наоѓа сега овие двајца и им кажува: мене ми треба да се направи еден буквар во кој што ќе има нели македонско наречје, меѓутоа ќе уфрлате по некој српски збор. Тоа ќе биде букварче за прво одделение, во букварчето за второ одделение ќе метнеме уште повеќе зборови, во букварчето за трето уште повеќе српски зборови и така на тој начин ќе го направиме, така ќе го направиме. Ќе го направиме македонското дете ќе го направиме српско. Сигурно не им го кажа тоа баш така, нив дека децата ќе ги конвертира. Не. Тоа е идејата. Нив им рекол сакаме ви помогнеме од бугариве да се ратисат, така? Ним тоа им било и идејата. 1870 година кога се формира бугарската екзархија, таков е напливот на бугарските училишта, бугарската нели црква, секаде во црквите морало се да биде бугарско она. Меѓутоа, србиве сега гледајќи дека напливот на бугарите преку образованието и преку црквата е многу силен, тие како пандан сега ги наоѓаат македонскиве дејци и викаат: ние ќе ви помогнеме во борбата за ова, меѓутоа нормално сега затоа што тие немаат финанси. Овие финансиски ќе ве помогнеме, ама ќе биде друштвото на србо-македонците. Нема да биде на бугаро-македонците како што правеле бугарите, меѓутоа бугарите никогаш не пишувале македонци, пишувале бугари. Да. Бугари од ова. Овие се веќе србо-македонци, значи тие се македонци, ама ние да ги посрбиме. Добро. Следниот, значи, ајде. Следниот чекор на Стојан Новаковиќ е да напише еден допис и едно писмо до Чедомир Мијатовиќ. Чедомир Мијатовиќ во тоа време... дека слайдот ми е со букварот. Нема проблем, ако нека стои. Значи, Чедомир Мијатовиќ е човекот кој што е задолжен за за внатрешните работи, бидејќи во тој период образованието го третирале како внатрешен проблем на српската држава кој што мора да се реши, затоа што сите оние земји кои што каде што ќе се протега српството, сите тие утре други ден ќе можат да потпаднат нели не само под влијанието, туку и под интервенцијата на самото население. Ние сме срби и не сакаме ние никој друг овдека да ни доаѓа и да ни држи демек лекции. Добро, демек внатрешната политика била многу битна и внатрешната режија да биде во соработка со образованието и со црквата. Значи затоа и тој просветен одбор за... Сакале го фатат локалното население. Тоа во модерните теории на војна се вика boots on the ground, шарените револуции се базираат на истото, немој само на да ме друг чепкаш начин. таму. Идеме на локалното население, добро. Одиме натаму. Значи првиот буквар го изработиле Наум Евро, нели? И Коста Грубче. И тоа е букварот кој што еве ние тука ќе го презентираме. Првата страна е таа и македонски буквар у Цариграду, ете така, тој има 39 страници. Јас овдека се обидов нешто од она што е најважно, може би по значајно да одделам за тоа што децата кои што учеле со цртежи. Осата, ако не ја види, детето џабе му е да знае дека е оса. Сноп, зошто има сноп? Затоа што во тоа време нели се орало, се жнеело и се врзувале снопови. Сега, така. И сега, понос, меѓутоа може да биде и понос. Значи понос, ако те удрам понос, ама понос тоа беше гордост. Така што на тој начин уфрлале многу интересно по некое зборче српско кое што на децата ќе им даде насока како тоа дека утре други ден, како утре други ден тие деца треба да го разберат зборот. Многу интересно. Одиме понатаму, значи чиста пропаганда, ама начинот на кој што тоа е направено, сето тоа е многу интересно. Еве сега звоно, например, значи има многу значења, да не ги анализираме затоа што е зборовите. Јас сум извини, застанав кај сад и како покрај сад го пласираат тата. Да. Многу е интересна анализата, меѓутоа нам времето тоа не ни го дозволува. Ево, звоно.
Имаме звоно и сега на звоното пишува за зло, за ова, за она. Во самиот текст, во самите објаснувања, тие внесуваат по 2-3 збора кои што апсолутно кореспондираат со македонското наречие, меѓутоа значењето е сосем друго. И тие во разговор со, да речеме, во иднина, тие тој збор би го прифатиле како српскиот збор, што значи, а не како македонскиот. Бука, значи имате бука, има риба, имате црква. Меѓутоа, што е интересно, понатаму имате и џамија. Воопшто, значи, не се работи за тоа дека само македонските, односно децата од православието треба да го учат ова, туку ќе го учат и децата кои што се муслиманчиња и ним ќе им се вреже една од најголемите идеи, значи идејата на српството. Лулашка лелајка. Вака сега, неколку колеги се нафатиле да направат анализа јазична, бидејќи јас јазична анализа апсолутно не можам да направам и не ни сакам, не имам компетенции за таква работа и тие се многу сакам да кажам дека овие зборови сите кои што сме ги читале и изчитале направиле нам ни кажуваат една работа, меѓутоа на јазичарите им кажуваат друга работа, а сите нам ни кажуваат дека многу перфидно и многу интересно србите се обиделе на овој начин да ни ги доловат српските идеи кои што требало да се реализираат во Македонија. Она завршува самиот буквар со една пирамида за бројки, многу е интересна и ќе ја кажеме само затоа што ќе ни се повтори во еден друг материјал. Мене многу од материјаливе кои што ги читав овдека ми беше најинтересно како овдека така пишува, како треба да се однасат добрите деца. Значи, таму пишува... Да. Не. Предходниот слайд. И како треба да се однесуваат, да. Дома, како треба да се однесуваат. Како да се однесуваат кон постарите. Например, таму пишува родителите да се честат, значи не да се честат повели, туку чест да им се прави, све постаро да се слушат, ката ден право да се зборвит, добро да се сторвит. Значи, тие некои поуки кои што ние, морам да кажам денеска, навистина ни се излитени и воопшто мислам дека во образованието на нашите деца ги нема. Не мислам јас дека се тие излишни и некогаш мене ми се случува некои од овие работи кои што овде ги слушам да ги кажувам, меѓутоа тие сега и ова ли го измисли. Не го измислив, ова го измислиле 1888. Плюс Чубоен Охридски напишано. Ама многу е убаво напишано. Значи, овој текст е напишан на брсијачко-мијачки говор. Основата му е брсијачко-мијачка, меѓутоа доминираат значи сите оние зборови кои што се домародни за пишувачите. Едва чекам да видам до кај ќе стигнеме, бидејќи ти имаш некој план и јас уживам да го откривам. После тоа одиме натаму, истиот овој буквар, не. А истиот е? Истиот овој буквар е даден на прегледување, значи од Наум Евро. И Коста Грубче. Меѓутоа, главен прегледувач бил повторно Деспот Баџовиќ. Крушевчанецот Деспот Баџовиќ го оценува како малку србизиран, значи многу малку ефект би постигнал овој буквар и го одбил за печатење. Многу грантови би добил денес Деспот Баџовиќ да живееш. Како ми е печатокот. Така. Сега Деспот Баџовиќ прави нели еден друг буквар. И букварот сега овој пат, значи на овој слайд така насловен. Да, тој слайд. Добро. Букварот сега го насловува како буквар за основните македонски училишта во Турското царство, меѓутоа се подпишува, значи писац Деспот Баџовиќ македонец. Ај мај гад. Да. Сега и тој перфиден. Самиот не, така се чувствува. Меѓутоа се чувствува како македонец, ама ја води кампањата, односно идејата за српството како нивен воспитаник.
Бидејќи детето има завршено уште како многу мало, Деспот Баџовиќ, во богословијата во Белград, и тој ги носи тие некои негови сознанија кои што смета дека можеби во даден момент, помагајќи против бугарската екзархија, многу полесно ќе се справат доколку се приклонат кон некој што може мојќе да им помогне. Мојкиниот во овој момент нели е српската држава. Сега, ако во очите негови, нормално сега. Ако одиме сега да го разгледаме неговиот буквар. Добро. Тој е многу интересен, сега само за момент. Тој е исто така многу интересен, меѓутоа неговите пријатели со кои што соработувал и со кои што се гледал, многу реагирале на тоа колку тој посветува внимание на српството, бидејќи повторно ќе кажам, ова што тој напишал дека тука е македонец, него го тиштело. И има еден негов пријател кој што се вика Темко Попов, и пишува едно писмо, и морам да те замолам сега, тоа ќе го прочита, затоа што е многу интересен. Темко Попов му пишува писмо на Деспот Баџовиќ, што е познато, меѓутоа сакам македонската публика да го чуе и овдека, затоа што е многу во контекст на она што тој го работи. Писмо од Темко Попов до Деспот Баџовиќ, Солун 9 мај 1888 година. Да не се лжеме, деспоте, националниот дух у Македонија до такво дереже е стигнал, што тој сам Исус Христос, ако слези, не може да го увери македонецот и тој е българин или србин. Освен оние македонци, у кои веќе пропаганда българска си имат коренето. За да се увериш ти во ова нешто, треба да земиш българизма пред очи. Българската пропаганда ево веќе се чинее 20 години, каде работи у Македонија. Во најслепите времења, кога грцизмот, сосвен чужда нација, беше запатил да се вкоренви во срцето македонско. И македонците, кога видоа зракот славјанизмо, фрлија се, како слепи во пазувите му, без да пулеет на разликите му. Стигаше за ними и се откинуа од грцизмот. Но што се чини сега, тоест после 20 години български мъки? Се чини то, на драги ми деспоте, што е природно, но за българите неочеквено. Тоест, сега секој македонец признава оти не е българин и гласно исповедува својата нација, ако и да се ползуви уште од български средства, намајуки, разуме се своји. После, од какво видиме ние од българизмот пропадви вака ужасно, можно ли е да врви на некаков успех за распространението на друг, каков и да е тој славијански јазик? Ја не вервам, а исто така не вервам и ти да вервиш. Затоа ние, драги деспоте, бевме расчистили уште од лани, дури од уломлани, да препоручуваме да се отвореат македонски училишта со она намерение, штото колку е можно да се искоренвеат българизмите, кои се имеат пикнато од отворењето на болгарските училишта у Македонија и да се заместаат со поприродните. Ете така, значи нему и пријателите му обрнуваат внимание дека самата српска политика него го прави она што тој не е. Затоа тој си се пишал македонец. И затоа пријателиве најдобро намерно му кажуваат, каков и да е другиот словенски јазик, не е нашиот, не е македонскиот, не се македонските училишта, онакви оние кои што ќе пропагираат србизам. Меѓутоа, целата приказна продолжува околу самиот буквар. Сега имаме еден слайд, повеќе слайдови се од букварот кој што го има, кој што го има направено Деспот Баџовиќ. Тука има различни, нели, коин, табла, уше, еве црквата, повторно, нели, џамијата исто така. Да ги прелистувам, да ги покажувам. Да, само да ги прелистаме, затоа што ако почнеме да ги анализираме, имаме многу за читање. Добро. Сакам да кажам дека повторно и црквата и џамијата се многу присутни, затоа што пак ќе повторам, знаеле дека во Македонија живее мешано население по верска основа и целото тоа население требало да биде нели малку србизирано. Она што мене најмногу ми се допаѓа, во целата ова приказна, тоа е еден дел и овдека го има, значи делот за тоа како треба да се однесуваат децата, како треба да ги почитуваат возрастните. Меѓутоа има еден дел кој што се вика причица. И сега тука, значи причица. И сега
приказнава Приказната, која е. добро. Да прочитам секогаш. Вика вака, да. Некој Не мешај се у Божју работу. Така се вика приказната. Овдека е оригиналот, овдека е расчитано, тоа може да читаш. Добро. Некој човек лежал е под едnog дуба, па тако лежечи загледал се во едну тикву, која беше извинил. Да, ама многу е интересно. Не, ама ова ме потсеќа на македонец кој што се труди да зборви српски пошто потоа. Да. Па тоа е идејата, ти Два македонец. топака сладоледа за оба троje. Да. Влегла ми е вода у ушу. Да. Добро, окей. Некој човек лежал е под едnog дуба, па тако лежечи загледал се во едну тикву, која беше в градину израсла. Па си рече, и Бог не знает што правит. Оволико голема тиква да расте на онолико малу лозанку, а оволико мали желат на онолико големом дубу. Боле би било да тиква растет на дубу, а желат на лозанку. В тој час падна еден желат са дуба и го удри по нос, па му потече крв. Кога виде што му учини желат, си рече, Бог е добро направил да желат растет на дубу, зашто да беше тиква, она би ме убила наместо. Ето така. Значи, тоа се приказник од животот кој што... Вие живите у Скопју, у Влау, у Долну Сонју. Значи... Тоа се трудел Пустинскиов да... Да, меѓутоа, приказните се кои што ги слушале децата од дома. Ама ова е... Ова е обид да се... Есперанто. Да се смени начинот на говорење на таа приказна, која што со векови како традиција се пренесувала. Порано немале интернет, седеле покрај огништето и дедовците раскажувале приказни. Меѓутоа, сега таа приказна која што дедото ја раскажувал, ние треба малку да ја сервизираме. И има таму едно 10 приказни кои што навистина се многу интересни. Јас често знам да ги кажувам, па повторно ме прашуваат од кај ти се приказнеме, викам од 1888 година. Оволико голема тиква да растет на онолико малу лозанку. Да. И одиме натаму, значи овој негов текст повторно бил даден на прегледување. Овој пат на Милојко Веселиновиќ. Милојко Веселиновиќ е еден учител кој што реално, значи во македонската историографија би требало да биде исто така изучуван, за да се види како не треба да се работи, односно како не треба да веруваме во се што ќе прочитаме и се што ќе видиме. Еве можеш да прочиташ после на тој слайд кој е човекот. Добро, бил учител во Врање 874, службеник во Министерството на војната и управник на домот на Друштвото Свети Сава во Белград. Пошто заминал на дипломатска служба во Цариград август 889-892 за подготовка на македонски учебници и книги за српската пропаганда во Македонија, односно Стојан Новаковиќ идејата го носи тој. Автор и коавтор е на повеќе во наводници македонски учебници, буквари и читанки и на публикации за Македонија и македонците. Извесен период бил српски конзул во Скопје, Солун и Битола. Зошто е ова важно сето? Значи, неговата работа е завршена во Белград, кога работел на букварот. Значи, тој бил оценувачот на букварот на Деспот Баџовиќ и кажал дека не чини и решил тој да направи, бидејќи бил и професор и учебникар, и решил да направи нов буквар. Новиот буквар сега нормално требало да го потврдат, односно да го одобрат и српските власти, меѓутоа требало да го одобри и Цариград, за да може да се дистрибуира на територијата на Османлиската империја. 1888 година е завршен букварот. И овој 1889 година оди во Цариград и таму се што може да се подготви, да се направи за дистрибуција и за работење околу македонските букварчиња, ги работи фактички заедно со Стојан Новаковиќ. Сега можеме да го видиме, ете, тоа е букварот кој што го букварот кој што го изработува, значи Милојко Веселиновиќ. Цариград, да, 1888 година. Да, меѓутоа, што е овдека интересно? Интересно е дека доколку целата документација која што ние ја имаме, односно која што ја ископавме од сите можни страни, зборува за македонски буквар,
Овдека веќе се преименува во буквар за народните училишта. Воопшто не се спомнува дека е за Македонија, за македонците. И сето тоа е за потребата на пропагандата српска, која што треба да биде одобрена од Османлиската империја. Доколку овдека стоело дека се е за, да речеме, за македонци, за албанци, за било кој од оние народи кои што останале во кои што биле во Османлиската империја, тогаш османлиите никогаш не би дозволиле да се дистрибуира било каде на територијата на Османлиската империја. Така што перфидниот начин да се скрие македонскиот буквар останува преку тоа да се нарече буквар за народните училишта. Имаме овдека неколку слики кои што исто го покажуваат ова букварче. Еве лис. Ние цело време викаме во Охрид дека лис е правилно. Да, знаеш кој охридски збор нема т на крај. Греши. Лис, мос и тос. Така. Има некои работи кои што ги покажувам, да вртам, нели? Она што го имаше кај Деспот Бажовиќ, која што беше пирамидата, еве пирамидата повторно овде. И Милојко кажува дека тој направил посебен буквар, меѓутоа никаде не кажува колку материјал фактички ги искористил од првите два буквари. Затоа што тој направил само една компилација и заменил да речеме... Сашто, континуиран, врзани процеси се, како почнало, како продолжило и сега во каква форма конечно испечатен. Во каква форма конечно е испечатен. Друго ми е зборот, дека македонскиот буквар веќе не смел како македонски да се појави, туку дека е буквар за народните училишта. Да, и онде нема г и дж. Да. И сега, значи, еве глаголиве, например, ако ги читаш, значи, исплести, значи, плете, така, плету, да. Плету. Значи, сите работи кои што биле познати на децата, еве плете, мајка ти плете. А тие да биде плету, мајка ти, да. они плету, плете, они плету. Така. И сите тие работи кои што многу перфидно овдека се внесени, требало значи да го постигнат успехот на српската пропаганда. И кога веќе зборуваме за блискоста нели на Новаковиќ и Милојко, следува уште еден документ, документот кој што Новаковиќ го испраќа од Цариград во Белград и им вика ете тука, значи тоа е оригиналот. Од другата страна е буквар е заокружен овде гледам. Да, од другата страна е расчитаниот текст. Да го прочитам. Каде што може само тоа ете да бидејќи овде практично е решен ова писмо значи од Стојан Новаковиќ до Владан Ѓорѓевиќ кој што е овој министер за надворешни работи и председател на Совет. Ноември 888. Ова е попечатењето на букварот на Милојко. Ова е фактички писмо во кое што бара да му се исплати хонорарот, затоа што тој Милојко треба да продолжи да работи на македонските буквари. Бидејќи овде вели практично е решено прашањето со наш книжар издавач и бидејќи за кусо време ќе имаме во Цариград печатен македонски буквар. Редно е да се погрижиме и за другото, така што нашите училишта во Стара Србија и Македонија ниту за момент не треба да останат без книги. Ето тоа е. Значи, потребата сега да се прави и дистрибуцијата и зборуваме нели за овој буквар. Овој буквар, ако било, требало овдека Новаковиќ да си пише за букварот за народни школи. Меѓутоа, тој точно знае за што станува збор и точно знае дека со години работеле на македонски буквар. Понатаму сега што сакам евентуално да им покажам на нашите гледачи, сакам да ја покажам една моја колекција, малце можеби ќе биде ова приватно, меѓутоа ќе ми простат, сакам да искоментирам и некои работи. Ова се дипломи кои што нашите предци ги добивале, дали како мајсторски писма, дали како признанија, дали како свидетелства, не е тоа. Добро. Важно е дека секоја од овие дипломи има своја историја. А на следниот слайд, значи, ќе видиме дипломата на Тане Дамовски, која што е добиена во 1940 година во едно бугарско училиште, фактички првата машка гимназија.
во Скопје, на која што всушност тоа е свидетелство од двете страни има напишано текст. На првата нормално оние генерали кои што се за добитникот на односно за сопственикот на дипломата, а одзади ги пишува оценките со кои што тој завршил. Она што е многу важно за мене тоа е дека отечествената историја била еден од предметите каде што нормално требало, нели, македонското население во 40-та година да стани бугарско, пак зборувам сега, нели, за борбата на пропагандите, и отечествената историја била еден од многу значајните предмети. Во следниот слајд бугарски јазик. На следниот слајд имаме 3 дипломи кои што се од различен период. Мислам, блиску се различни по содржина. Првата таа со крстот, тоа е фактички диплома од бугарската богословија, која што еден наш македонски студент тамо ја има добиено, и тоа всушност е направена само на платно. Зошто е направена на платно? Затоа што кога ќе добиеле ваква диплома, поповите имале право и онаму каде што нема црква да ја извади дипломата и врз неа да прави обреди, кои што имале истата важност или истото значење, верско зборувам, како да бидат и изведени во храм. Другата диплома е од родител на една моја професорка, Пачемска Даринка, лесна и земја, татко и во Гаврил Пачемски. 1949 година полагал мајсторски испит за ковач. И зошто е оваа диплома многу интересна? Затоа што тој цело време работел во општината во Берово. И кога доаѓале бугарите, секогаш го прашувале кои се најголемите кодоши, на кого да се обратиме, за да можеме да имаме информации од градот. И тој им викал, не се секирајте, не мора да ги барате, сами ќе дојдат. Кога заминале, да. И така се менувале. Меѓутоа, како се менувала власта, така тој веќе навистина не можел да работи во општината, поради тоа што нели за него почнале кодошите да зборуваат наваму натаму, и човекот решил да си полага мајсторски испит за нешто што си знаел. Значи, од човек чиновник можел да си заврши занает и да си нормално издржува фамилијата. Другата третата диплома е на татко ми, сега морам да си се пофалам. Да, таа е за Шнајдер. Меѓутоа, неговата диплома ја покажувам тука само за да кажам колку е тоа интересно направено. Ова е диплома која што важела за сите оние занаети кои што горе ги има во тие кухчињата. Значи, секој од оние мајстори, односно од оние калфи кои што станувале мајстори, полагал мајсторски испит, и за секој еден занает морало да има една ваква диплома, бидејќи без неа не можеле да работат. Следниот слайд ни покажува повторно една многу важна диплома која што е за мене. Значи, тоа е од мој дедо, едната е мајсторско писмо, кое што сакам да кажам дека двете се исти, да не направиме заблуда. Едното мајсторско писмо се однесува на папучарскиот, значи така пишува, тоа е 1929 година. Значи, влечкар дедо ми прво полагал, а потоа има исто такво мајсторско писмо за чевлар. Значи, тие биле два различни занаета. И вие кога ќе добиете диплома за влечкар, дури тогаш имате право да станете кандидат за полагање за чевлар. Значи, тоа е некоја повисока диплома. Зборот што ми е дека секогаш образованието се одело постапно. Никогаш не се одело кај нас настануваат не чевлари, туку чизмари. А проблемот е што ние немаме постапност во учењето и вреднување на се она што навистина дипломата значи. Имаш и изводот? Изводот, тоа сега ќе го коментирам. Значи, изводот од
Бугарската екзархиска црква во Прилеп. Тоа е исто од мојот дедо и тука пишува дека е тој роден на 27 јануари 1809 мислам година. Сега што е проблемот? Проблемот е што има едно свидетелство исто од дедо ми каде што пишува дека тој е роден на 30 јануари. 1909, мислам, да. 1909, меѓутоа и кога ќе земете да работите, вие, да речеме, јас го имам само свидетелство. И свидетелството ќе ви каже дека е роден на 30 јануари, меѓутоа доколку почнете да ги чепкате... Додам на последниот слайд или да останам кај крештеницата? Доколку одите на свидетелството, ајде следниот слайд дека оди, таму е напишано дека тој е роден на 30 јануари. Овдека е пишано дека е роден на 27 јануари. Сега, јас повторно зборувам како тоа зборуваат документите. Ако јас го имам само свидетелството, јас ќе знам дека овој човек е роден на 30 јануари, така ќе го пишувам. И мене после тоа, доколку не го истражам целиот негов фонд или сите оние документи до кои што можам да дојдам, ќе ми каже не е точно, еве ти крштеница, која што е многу повалидна отколку свидетелството, и ќе ти каже дека е роден 3 дена порано. Не е проблемот во 3 дена, проблемот е во грешната информација. Сега, како ние како историчари се тоа го цениме? Го цениме валидноста на документот кој што е најстар и кој што покажува точно она кое што се случило на денот кога е светото крштение. Светото крштение е биднето тогаш. Следното свидетелство, што ми е поентата да ги покажам следните свидетелства. Дедо ми исто така учел земјопис. Земјопис тоа е во тоа време е историјата. Што значи дека дури во периоди кога буквално ние како македонска држава не сме постоеле, нашите ученици, односно нашите деца, нашите предци сега, биле задојувани со нечија историја. Ако во претходното свидетелство видовме отечествена историја, овдека гледаме земјопис, во српско време тоа би било историјата, така што секогаш се обрнувало внимание учениците да добијат сериозни сознанија од историјата, за да можат врз основа на тоа да ги изградат како кадар. Следното свидетелство е веќе многу пресно. Тоа е од едно пиринче кое што учело во гимназијата Корчагин и каде што за место за раѓање во 1987 година му е напишано дека е роден во село Елешница, така? Пиринска Македонија, Нара Бугарија. Сега, мислам, ако тргнеме од денешна гледна точка, ако ние напишеме дека е роден во Пиринска Македонија денес, некој, ќе не качат буквално... На Куцо Магаре. Ајде, јас мислам друго нешто да кажам. Добро. Самиот факт дека ние дозволуваме некој да ни кажува како во државата да се однесуваме, или како децата да ги запишуваме, доаѓаме до ситуација да добиеме дипломи, свидетелства и сите оние материјали кои што ги добиваат нашите деца во училиштата, каде што нив им се пишува дека се родени во Северна Македонија. Ние, ученичиња во Северна Македонија имаме од оваа година, бидејќи 2018 година се родени, така? Меѓутоа, желбата или потребата или не знам намерата да се избрише дека Република Македонија воопшто постоела, дури да речеме дека има и некако или меѓународен или интерен или државен закон, дека вие ја пишувате државата на раѓање на детето во кое што живе. Вие не можете да не можете да направите грешка во зборувам историски, не зборувам правно, затоа што правно не знам. Историски не можете вие да напишете дека Гоце Делчев е роден во Грција.
затоа што тој е роден во Османлиска империја. Така И е. секаде така стои дека е роден во Османлиска империја или Отоманска, можеби Македонија, затоа што и тогаш била, значи, целата етничката Македонија, така што грешките кои што ние сами ги правиме денеска во однос на тоа како си ги омаловажуваме сознанијата или историските факти, кои што денеска повторно ќе кажам многу ни значат, а по да речеме 100 години или 50 години или некој како што јас сега седнувам овде и ги расчепкувам моиве свидетелства, ќе рече овие деца биле родени во Северна Македонија, Република Македонија никогаш не постоела, нема зошто да се работи таква историја која што не постоела и ние фактички дозволуваме на некои идни генерации да ја работат историјата од 2018 година, бидејќи од тогаш еве свидетелствата говорат дека вака и вака се случува. Кој знае како ќе изгледа историската наука во иднина, имајќи предвид дека таков е парадоксот на времето. Вашиот проблем е да барате што е можно повеќе документи, нели не достигаат, треба да се истражуваат во архиви, затоа треба време, пари, луѓе и така натака. Во иднина ќе имаат па премногу документи, премногу записи, сега све е дигитално, нели секој остава разни записи на секаде и ќе има една шума на информација од која што ќе треба да се извлекува некаков сублимат. Јас што се плашам од тие дигитални документи, не се плашам од дигитализација, меѓутоа се плашам, се плашам од ревидирање. Затоа што ние имавме неколку пати го вам кажано тоа, еден колега кој што работеше лесна му земја во Софискиот архив, во Бугарскиот архив и кој што велеше нам ни се случува, вика да одредени колеги вика со помош на некои различни хемиски реакции од нова книга, од нова хартија да направат стара хартија и од нов документ кој што секаде ќе избришат дека е нешто македонско, да напишат дека е бугарско, до таму, не фалсификатори, тоа се пар екселанс. Тоа е пар екселанс. Мене ми е жал што колегата веќе не е меѓу нас, можеше многу работи да ни дополни, да ни докаже и да ни сугерира, меѓутоа она што е многу убаво, тоа е што ние имаме многу богата државен архив во кој што се чуваат многу значајни документи. Пак ќе кажам, жал ми е што е таму каде што е. Меѓутоа, она што е исто така многу битно е тие да се дигитализира, затоа реков дека јас не сум против дигитализација, затоа што и на тој начин, значи, ќе има 2 или 3 копии, па ние утре други ден, односно некои нови генерации, утре други ден ќе компарираат. Не може секогаш да се оди само на еден документ и тој еден документ ние ќе го изанализираме и откако ќе го изанализираме ќе речеме ова е веќе Библија. Не, секогаш вие кога одите на истражување, еве, јас ќе зборувам за мои некои истражувања, во Романија, во, да речеме, некои 2 недели, работејќи на албанските, бидејќи нормално и тоа мене ме интересира, албанските друштва во Романија, бидејќи ги имало многу, работејќи на тие дојдов до едни документи кои што зборува за едно македонско-албанско здружение кое што дотогаш никогаш не го бев ни видела, ни прочитала, ни сретнала. Значи, вие кога работите во архив, не знаете во кој фонд што ќе најдете. Бидејќи, ете, да речеме, го најдов јас и Стефан Дамчев Македон слика која што мислам дека, веруваме, никој дотогаш ја немаше видено, никој дотогаш не можеше да рече дека овој е тој кој што Гледстон рекол, овој е човекот кој што го посвети целото свое здравје. Значи, здравје, пари и имот за каузата на Македонија. Многу работи ние можеме да најдеме, да видиме, да истражиме. Она што сега многу ме радува, тоа е што има најава за многу средства кои што државата ќе ги одвои за наука и за научни проекти. Тоа е прв пат после не знам колку време, бидејќи во времето на Мила Царовска имаше еден конкурс за проекти. Мојот проект кој што се однесуваше на македонците, односно македонските друштва и здруженија во Албанија беше одбиен, беше прифатен еден
да не кажам многу модернистички проект на Драги Георгиев. И Драги Георгиев, бидејќи тоа се извинувам што го спомнав. Меѓутоа тој се откажа од проектот. Така што институтот остана воопшто без ниту еден проект. Имајќи предвид на толку колеги кои што навистина многу солидно си ја работат историјата и многу знаат да покажат и литература и нивна презентација на семинари, на собири, на конференции. Ние сме многу подготвени и многу знаеме дека не очекуваат таму нели оние драги пријатели од Бугарија, од Грција и ваму таму. Меѓутоа светот глобално кога ќе го презентирате вашиот труд со документација, како што сега зборувавме во оригинал, тие немаат што да кажат и многу често ние сме лобито на македонската држава во позитивна смисла на зборот. Многу пати јас се жестев кога нам ни бара трудови објавени со импакт фактор, затоа што вие не можете македонскиот јазик, македонската историја, македонската традиција, македонскиот фолклор, оригиналните, да ги врзувате со некои исписанија во кои што треба да платат 200 евра за да им се објави. Не, ние сме многу јаки кога ќе излеземе надвор. Јас тврдам дека нашите знаења и нашите трудови секаде во странство се многу почитувани. Мене многу ме израдува, морам и тоа да го кажам, не знам уште колку време имаме, ама ќе се доискажам само за имаме една голема благодарност. Ете за можноста да се одржуваат едни Јустинијанови средби. Тоа Митко Панов го има почнато, меѓутоа од сето она што досега сработено, мислам дека за средновековието, тој колку што има направено во македонскава држава, ретко кој има направено, затоа што тие Јустинијанови денови, односно деновите на Јустинијан, ги работи заедно со професори и со медиевисти од цел свет. Доколку сите тие се на наша страна, а се на наша страна, не заради тоа што Митко Панов е Митко Панов, туку затоа што ние имаме, туку затоа што ние имаме навистина документација, односно материјали кои што се работат многу стручно и многу научно. И сите тие фактички материјали се контра на она што нашата благословена првична комисија ги аминуваше, а тоа е дека цар Самуил е бугарин, дека заедно можеме да го славиме, да ги славиме Кирил и Методи. И пак ќе кажам, многу ми е жал што некои работи ние ги сведуваме само на корупција во финанси, а не на корупција во зло направено на државата. На крај сакам да те прашам, гледам тука имаш книга Македонски буквар. Во незе се содржани овие анализи кои што ги погледнавме. Каква е судбината, ме интересираше после тоа? Судбината беше дека не ми дадоа пари за печатење. Да го отпечативме сами со една поддршка од еден наш заеднички пријател, тоа е Раде Томевски. И кога го виде букварот, вика, па можно ли е државата за ова да не се заинтересира? Така што нашата, повторно ќе кажам, голгота како историчари, луѓе кои што исчитуваат неисчитливо, е многу непозната. Ама убавината на нештата е не мора секој да знае што правам или што работам, ама кога ќе ја видите книгата во корици, тогаш мислам дека нема пари или нема цена која што може тоа задоволство да го плати. Убаво е да ве наградатете со 200-300 евра, па да речете, еве, ова шарпа, си ја купив од тие пари. Меѓутоа, апелот мој, кој што е до Министерството за образование и наука, е само да ни обезбеди пари за истражување, затоа што ние сме многу моќни
истражувачи, опитни, многу често знаеме да изненадиме со апсолутно непознати материјали на сите светски конференции и еве да продолжи со тоа да се финансираат проектите, бидејќи прв пат еве ќе имаме таква можност да аплицираме во таков обем, па да не лажам после 10 години. Да, после 10 години. Има многу за надокнадување. Сега на крај морам да ти признам, ме заинтригира да истражувам малку или да викнам да разговарам, може и со тебе нека следна прилика. Абецедарот во Грција со какви идеи е издаден во 1925 година? Еве, јас ќе ви кажам за абецедарот. Некни имав еден муабет со двајца мои пријатели. Сега не знам дали можам да ги спомнам, затоа што немам разговарано. Добро. Дали јавно смеам тоа да ги кажам. Меѓутоа, приказната е прашањето, всушност, од целиот тој разговор беше колку е тоа лукративен еден момент на грчката дипломатија, само колку да се каже дека ете објавил нешто од малцинствата или за малцинствата и колку е или дали е тоа некој искрен и вистински порив за да се помогне на населението кое што не е грчко. Вака на прва, втора, трета и 75-та топка не е искрена желба за помагање. Мајки предвид дека е уништено и дека се што се случувало потоа, да. Дека луѓето се иселувани и така натака на окупираната егејска територија. Неговото значење е во тоа што нам признанието дека постојат некои други луѓе. Како ова. Значи, јас со ништо друго не можам да докажам дека српската пропаганда вложувала огромни напори за во Македонија, во Македонија тиквата да биде со влегла ми е вода у ушу, не могу да слушу. Ете тоа е. Значи, тоа е тоа ми е поентата, доколку ги немаме или го немаме тоа букварче, каква и да била неговата намера. Не навлегувам во тоа. Добро, и навлегува и анализира, ама... Јас анализирам, меѓутоа друг ми е муабетот. Најважниот момент што е? Најважниот момент е дека во тој период никој не може да рече дека не е објавено. Не можете со ништо да речете тие гореле, правеле. Меѓутоа некој го скрил, во пазува, било каде, го пренел, го донел, го има. Самиот тој факт, значи, зборува дека максимално македонското население се обидувало да се внесе во системот во образовниот систем на свој јазик. А тоа што нормално не успеало во државата, тоа не е од населението и не е од друга страна. Еве, јас ќе кажам и уште една работа. Кога малите беа моите мали деца и учиме ние, читаме. Од букварчето и во букварчето имаше еден многу интересен текст за Баба Джексон. Баба Джексон беше главниот лик. И сега вика, Джими и Джина и Баба Джексон беше Дж. И ја им викам, па можно ли е да немаме ние на Дж нешто, за да мора Джими, Джони, Баба Джексон да бидат во учебникот по македонски јазик. И повторно ќе се вратам, јас сум многу голем поборник на тоа. Македонските учебници, македонските учебникари на вистина да го ценат македонската историја, македонскиот јазик, затоа што Баба Джексон не е на македонски. Можела да биде и Баба Стојна и да биде многу поприфатливо за нашето дете. И да јадела джимиринги. Или во Гевгелија апели джекто. Сакам, повторно ќе кажам, сакам да обрнам вниманието на многу големата важност на образованието од најмали нозе и на македонскиот јазик. Бидејќи ние сите шетаме по Македонијава и кога ќе отидеме да речеме во некој град, веднаш го слушате од најмало до најголемо како зборува на дијалект. Дијалектот ни е богатство. Меѓутоа, литературниот јазик детето мора да го знае и мора да го научи.
затоа што комуникацијата сепак во државата треба да биде Се на разбира. некој литературен, затоа и стандардниот или стандардизираниот литературен македонски јазик е толку битен. Затоа и 5 мај е толку битен. Не е битен затоа што нели некој од дијалектите е по-доминантен во литературниот јазик или не. Меѓутоа, многу е битно на македонски јазик да се учи. Не зборувам дека децата треба да не учат македонски странски јазици. Странски јазици задолжително треба да учат, меѓутоа првенствено мајчиниот јазик треба да го знаат и сите деца кои што се од малцинствата мора да го знаат литературниот стандарден македонски јазик. Согласен, благодарам професор доктор Катерина Тодоровска и за вечерашното преубаво предавање кое што имавме прилика да го слушнеме. Се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам и јас. Фала ви што останавте со нас до самиот крај. Знам дека уживавте и во вечерашното издание на вечерното шоу. До следното гледање стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добра ноќ, Македонија. Главата горе.